упатување на повисоко ниво на заштита. На пациентот број 2, сега ќе му издадеме упат. Ќе пробаме тоа да не биде регуларен упат, туку да биде без термин. Еве една комбинација, ќе оставиме тоа да биде во претходниот преглед, на истиот тој пациент. Че стандардно го заклучуваме прегледот, одиме на упатување на повисоко ниво на заштита. Бираме специјалистички упат, соодветна дијагноза, пополни податоци. Установата овде дури не мора да се пишува. Запишуваме, одиме на испрати. При испрати се појавува новиот прозорец за начинот на испраќање. Ја бираме установата. Сега овде ги имам тест болница. Ја бираме установата и сега имаме регуларен упат, итен случај и разни комбинации овде. Истите може да се изберат и овде. Регуларен, итен 24, без термин 7 дена, без термин 1 година, без термин 30 дена. Во случаевите кога се работи за упат различен од регуларен со термин, се појавува и еден друг дел каде што е потребно да се стават уште два податоци. Прво, изборот на причина за итност, каде што имате наведено неколку причини, и причина за итност напишана од ваша страна. По дефолт ни е кажано дека причината најдобро е да се биде тројка. И сега одиме изврши упатување. Во ситуацијата привремено не е дозволено креирање на упат. Во нормални услови би требало овде да се појави дека упатот е успешно креиран. И тоа е тоа.